Благодарам на зборот. Жалосно е во оваа држава што најчеста дестинација по која што се опатуваат известувачите од речиси сите медиуми во држава се судот, истражниот затвор Шутка и собранието со овие точки на Комисијата за мандатно-имунитетни прашања за симнување имунитет на колеги пратеници. Ова е основна предпоставка на симнување на имунитет, а судот е најчеста дестинација во која што уште на почетокот на своето работно време известувачите, новинарите, снимателите од сите медиуми речиси секој ден се на таа дестинација. Во таква држава, колега Богоевски, нема реформи и нема напредок. Наместо овие медиуми денеска да забележат некоја нова инвестиција, независно дали во тир зоните или кај некој домашен инвеститор во индустријска зона било каде во држава, да забележат некој почнување или завршување на некој инфраструктурен проект, точка на медиумско, на врв на медиумско внимание се овие процеси во држава, кои никој во држава не можете да го убедите дека се правни, дека се чисто правни, туку се политички процеси, дека се процеси врз кои политиката и текако има поставено тешка рака врз правото. Доказ за тоа е и начинот на кој што се одвиваше целиот судски процес за 27. април, кој што нели е на завршни зборови, и сите контроверзи кои што го следеа тој процес. Добро знаете дека од ноември месец му е одземен телефонот на пратеникот, тогаш порано председател на собранието, за кој што денеска има барање нели за симнување на имунитетот. И добро знаете дека бил на распит уште во јануари 2018 во обвинителството и дека не е покренат обвинителен акт против него. И сега, после повеќе од година дена, се покренува и се бара симнување на имунитетот. Не сум правник, арно, ама никако не можам да сконтам онаа што вие како председател на оваа комисија после искажаниот збор на речиси сите пратеници од опозицијата го кажувате дека не сме тука ние да го цениме обвинителниот акт и тоа може би држи место. Меѓутоа, објаснете ми вие како председател на комисија како ние да одлучуваме за симнување на имунитетот. Ако тоа е чисто техничко прашање, чому ни се овие комисии и зошто воопшто има потреба да имаат имунитет пратениците? Зошто е потребна оваа расправа на оваа комисија? Ако е чисто техничко прашање, конкретно и во оваа барање нели беше некомплетно, па го вратија во судот, го комплетираа. На исто тоа ниво, може би и со некој овластен во архива уште во собрание, да го симне имунитетот, ако веќе не сме за тоа да го укинеме имунитетот на сите пратеници и нема потреба од дополнителна дискусија и дебата. Значи, комисијата, собранието одлучува за одземање на имунитетот. Околу добро беше што пратеникот Трајко Велјановски вчера, уште на почетокот на расправата на оваа комисија, беше присутен на комисијата и ги кажа 4 точки на кои се обвинителството го темели нели обвинителниот акт за него, инаку самото барање нели за симнување на имунитетот е без никакво образложение стигнато во собранието. И сега ако ги разгледаме 4 точки на кои што се темели, Трајко Велјановски во својство на председавач на собранието
требало да оневозможи избор на председател на Собрание на Република Македонија и спротивно на член 78 став 2 од Деловникот, кога пратеникот тогаш Оливер Спасовски побарал подржан од 10 пратеници да се преиде на друга точка, тоа не го дозволил, меѓутоа на сите ви е јасно и тогаш беше тоа на некој начин расчистено дека расправата по одредена точка трае се додека не се исцрпи листата на сите пратеници. Меѓутоа, сега тоа е обвинение за тероризам. Следното е што му испратил порака на тогаш на Никола Груевски, дека се планира, нели, од сега парламентарното мнозинство, избор на председател на собрание, дали во собрание, мано или така натаму, или на правен факултет. Меѓутоа, тоа беше јавно познато за тоа што го кажа и одговорница сега премиерот, тогаш пратеник, го кажа и на пресконференција, така да не е нешто што е било нешто специјално или тајно. Друго е што форвардирал порака од Панче Кралев. И последно, зашто му дал збор на пратеникот Зекири Ибраимин, или кој подосна ја пееше албанската химна. Меѓутоа, и вчера пратеникот Трајко Велјановски, тогаш во својство на председавач на таа седница, објасни, а и сите тоа го знаеме тогаш, дека не се работеше за давање на збор, туку за давање на барање за процедурална, нели, интервенција, која што сите вие, барем пратениците ние, знаеме дека се дава на барање на координатор, заменик координатор, пратеник, член на ова работно тело, после, нели, завршување на зборот на последниот дискутант. Така да, сите овие 4 точки на кои што, нели, се темели обвинителниот акт, дават за право и понатаму да сметаме дека процесите што се одвиваат во државава многу малку се само правни, него многу повеќе се политички. И жалосно е што со такви политички процеси ние продлабочуваме политичката криза, а као демек сме за реформи, за приближување, за резултати, за приближување кон Европската Унија, а од друга страна, со се онаа што се случува во држава, на некој начин се оддалечуваме. Велите дека треба да поработиме на реформи и резултати и ние во собранието, а наместо тоа, еве на што работиме, а и работиме на закони кои што значат оптеретување на државна администрација во смисол закон за заменици на директори на јавни предпријатија, па закони со кои што се симнуваат нормите за влез во државна администрација. И тие се побајаги, нели, колега Богоевски, реформски закони кои што ќе не приближат, нели, до Европската Унија. Од време на време имаме настапи на министри, на портпароли на владеачката партија дека колку пораснало индустријското производство годинава, дека е највисок растот во споредба со изминатите 7 години. Меѓутоа, нели, статистиката е интересна наука, прашање е од кој агол се гледат работите и што сакаш да представиш со оној податок кој што го изнесуваш. Во стилот на она од тројца надпреварувачи, ако го освоиш второто место, можеш да се гледаш и како вице шампион, а можеш да се гледаш и како предпоследен. Така да, растот на индустријското производство се мери
на основа од минатата година се зема како споредбена основа. И сега ако во 2017 си немал никаков раст или статистичка грешка од 0,2%, 5,3% во 2018, ама ништо не значи. 5,3 да, ама споредбената основа од 2017 да била на некое ниво макар од 3-4%. А на споредбена основа од 0,2 растот од 5,3 е ништо, или ако растот бил редовен 4% како што бил во изминатите 5-6 години, тогаш растот би бил подпросечен во 2018. Така и со растот на платите, често користена фраза нели од министерот за финансии, 10% бил растот на просечната плата во Република Македонија оваа година во споредба со минатата, ама заборава да каже на што се должи тоа. Не се должи на нови инвестиции и на нови работни места, се должи на тоа што луѓето си заминуваат од државата. А си заминуваат најмногу од продолжувањето на оваа политичка криза, си заминуваат за тоа што главна тема во држава се судот, истражниот затвор шутка и прогонот, колега Богоевски. Пред локалните избори 2017 генериравте амбиент на штанцање на кривични пријави по сите поранешни градоначалници и вработени во општинската администрација, а ви се врати на вас, нели, како локална власт во најголем дел општините, ама и на држава комплетно, и на сите граѓани. Катастрофална реализација на општинските буџети, катастрофална реализација на годишните планови за јавни набавки. Зошто, колега Богоевски? Отивлеавте страв. Луѓето не сакат да бидат ни дел од комисии за јавни набавки, не сакат да бидат ни одговорни лица за јавни набавки, не сакат да бидат ни дел од комисии за одлучување за продажба на државно неизградено градежно земјиште. Бегаат од страв, од стравот што го генериравте. За да се ресетира тој систем, ќе треба време. Затоа ја имате и катастрофалната реализација на капиталните инвестиции незапамтена во изминатата година. Неоти проектите не биле во ред или погрешни или не знам што, затоа што бегаат луѓето од одговорност, затоа што создадовте амбиент на страв кај сите вработени одговорни лица во јавниот сектор, ама продолжувате со ваков прогон. Кои се причините за барањето за притвор? Да не избега од државата, да не влие врз сведоци и да не го повтори делот. Кој од тие три услови според вас Трајко Велјановски ги исполнува? Кога е секој ден присутен во собранието и кога на повикот на обвинителството се јавувал за исказ. Кај е крајот на овој прогон? Има ли крај? Да застане поделбата во општеството, да престане импутирањето на вина. Не можам да прифатам импутирање на вина дека ние како пратеници во сала 1 на тој 27 сме насочувале некој да дојде во прес-салата да тепа вас. Ама таквото импутирање го продлабочува јазот во општеството. Не можам да прифатам на комисија за која што се расправа симнување на имунитет, ова кон вас се однесува, да искажувате желби кој сакате да го видите во затвор. Слободно кажете го тоа надвор од оваа комисија. Тоа е ваше право. Меѓутоа, не е тоа тема на оваа комисија. Ама таквите кажувања го продлабочуваат јазот во општеството. И наместо енергијата во оваа држава да се насочи кон онаа што вие го кажавте и што треба да биде работа, реформи, резултати, енергијата е насочена кон
политички процеси кои што кажуваме дека се правни. Кај е крајот на сето ова, има ли крај, за да не заради друго, за да граѓаните, барем оние што останале, да имат некаква надежда не заминат и тие. Каква и најави за странски инвестиции, за инвестициона клима, за инвестиционен бум, па носиме закон сега пред некој ден. Ова обврзувањето за ДДВ обврзник, покрај во управа за приходи, да си можел да го извадиш со регистрација на фирма во Централен регистар. Се е во ред. Се е тоа подобрување на деловната клима и ќе ги поддржиме сите закони кои што ќе значат подобрување на деловната клима и покачување на Републиката Македонија на скалилото за условите за бизнис според Doing Business. Меѓутоа, каква деловна клима, какви нови инвестиции, кога нема работна сила во Македонија. Ај што се иселуваат, она што е најжалосно, не е како традицијата во изминатите декади наназад да оди главата на фамилијата и да праќа дотации од странство за екзистенција тука на своите, кои што се дополнителна инекција врз за македонската економија. Си заминуваат цели семејства. Што ќе рече еден колега, кои останавме политичарите и оние кои што уште не се излезени од државата. Ако се случи да некоја поголема либерализација на можноста за вработување на граѓани од Република Македонија во државите од Западна Европа, не знам кој ќе остане да го изгасне светлото. Изгледа само ние политичарите.